На Дојран му недостасува прво стратегија. Значи план, програма за работа во наредните неколку години, за да продолжи да се развива како што се развива во моментот, додуша бавно, но се развива. По мене, една од битните работи е да се престане со бесправно градење и издавање дозволи на угостителски и стамбени објекти кои се наоѓаат на само 10 метри од езерото. Тоа е недопустлива работа. Му треба добар пиар. Еве, јас лично како Игор се залагам за тоа Дојран да го добие своето место под сонцето. Се трудам да го изрекламирам, што се вика, што можам подобро, и многу сум среќен што голем дел од туристите кои доаѓаат ми приоѓаат во Дојран и ми кажуваат дека дошле заради убавите приказни што јас ги раскажувам за ова волшебно место. Па добро, секоја општина се труди помалку или повеќе да работи во интерес на граѓаните. Но ова е туристичко место и мора да се мисли и за граѓаните, а и за туристите што доаѓаат овде. Не заборавајте, Дојран не живее од македонски туристи. Тука скоро и да нема македонски туристи. Луѓето што имаат свои викендички и куки не ги сметаме за туристи. Дојран, за жал или за среќа, живее од српските туристи кои одат за Грција, па или на одење или на враќање поминуваат низ Дојран, и од грците кои доаѓаат тука по разни работи, доаѓаат на забар, жените доаѓаат на фризер, мажите доаѓаат по касината, доаѓаат да си купат Милка чоколада, никогаш нема на рафтовите, затоа што не знам колку е поскапа таму во Грција, па грците кога ќе дојат ги полнат автомобилите со Милка чоколади. Да, на Дојран му недостасува амбуланта, значи амбуланта која ќе работи 12 месеци во годината, а не само 2 месеци како што работи сега. Му треба банка. Овде немаме ни една банка. За најобична работа мораме да одиме до Валандово, или до Богданци, или до Гевгелија, или можеби и до Струбица, за да се завршат работите. И еве за крај порака до власта. Што и да се случи на наредните локални избори, ве молам, ве преколнувам, не го заборавајте Дојран. Дојран е еден од бисерите на Македонија. Дојран има големи предиспозиции, јас му предвидувам светла иднина. Значи, направете се за Дојран конечно да го добие местото што го заслужува. Заради богатото езеро со риби и рибарите и специјалитетите од риба, заради чистиот воздух, заради сонцето, заради ветерот кој секогаш не оладува во најжешките мигови, какви што се сега. Не го заборавајте Дојран и Дојран ќе ви врати со љубов и со убавина.